Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес ќе ја обработиме глава 17 од книгата Изреки, која според мене е една од побогатите во оваа старозаветна книга. Се разбира, зборувам од перспектива на содржината. Претходниот пат ја обработивме глава 16 и ја поминавме на брзина. Немав доволно време да се задржам на секој од стиховите во неа. Нешто слично ќе се случи и денес. Ќе прочитам и коментирам само дел од стиховите. Слушнете што пишува во првиот. Подобро сув залак и со него мир, отколку куќа полна со заклан добиток, но во раздор. Мудроста не учи дека е подобро да имаме доволно за живот и заедно со тоа мир, отколку големо изобилие, а сепак во домот да има раздор. Предпоставувам некои од вас ке се сетат дека во првата епизода посветена на книгата Изреки, спомнав дека во неа има мудри изјави кои соодветно ги опишуваат главните ликови за кои читаме во Библијата. Првиот стих од глава 17 не е исклучок од тоа правило. Кога го читам, размислувам за животот на старозаветниот пророк Илија. Кога Илија се појави на сцената, во Израел владееше царот Ахав, заедно со неговата сопруга Језавела. Во тоа време во Израел имаше многу религиозни активности, но не беа правени во чест на Господ Бог, туку во чест на други лажни богови. Во дворецот на царот живееја стотици свештеници кои им служеа на тие лажни богови. Одеднаш се појави Илија и рече: "Од сега натаму нема да има дожд или роса по земјата, се додека јас не кажам." Потоа Илија отиде во пустината, и таму Бог го обликуваше и се грижеше за неговите потреби. Сметам дека трпезата на која седеа свештениците кои им служеа на лажните богови беше многу побогата од онаа на Илија. Но сепак, Илија знаеше дека е подобро неговата храна да биде помалку обилна, а сепак да го има Божиот мир, отколку да има богато јадење, но да го нема Божиот благослов. Сетете се на најпознатата личност во Стариот Завет – Мојсей. Тој порасна во дворот на египетскиот фараон и на некој начин важеше за внук на фараонот. Со други зборови, Мојсей имаше огромно изобилие околу себе. Но, користејќи ги одлуките на Мојсей, Бог го одведе во пустината, каде беше далеко од изобилието на фараонот. Иако ресурсите во пустината беа доста скромни, сепак Бог го благослови и го повика за голема и важна мисија. Мојсей научи да ги цени сувите залци, благословени од Бог многу повеќе, отколку закланиот добиток во многу божечката средина во Египет. Овој стих не учи да се задоволуваме со тоа што Бог ни го дал во животот и да знаеме дека е подобро да го имаме Божиот благослов и мир, отколку многу пари и големо богатство, а сепак во нашиот дом да има расправии и раздори. Јас и од лично искуство можам да посведочам дека навистина е подобро човек да има доволно, но со тоа да го има и Божиот мир, отколку да има големо изобилие, но проследено со раздор. Сега да ме прашате дали повеќе би сакал да имам многу пари или да имам длабок мир, во секое време ќе ви кажам дека сакам да имам длабок мир во душата. Тоа е поважно од секоја сума пари која можете да ја поседувате. Стих 2. Разумен слуга господари над развратен и со браќата ќе го подели наследството. Идејата е следнава. Верниот и разумен слуга е подобар од неверниот и неразумен син. Слугата во кој господарот може да има доверба е подобар од синот на кого не може да му се верува. Што е поентата на овој стих? Мислам стихот сака да не научи дека во животот не е важно дали некој ни е близок по крв, туку дали е доверлив и дали можеме да се потпреме на него. Некогаш ќе се случи оние кои се во крвно сродство да ви го свртат грбот или да ве повредат, а оние со кои не сте поврзани крвно, да бидат тука за вас и да ви помогнат. Тоа е искуството на голем број христијани. Стих 3. Среброто и златото со оган се испитуваат, а срцата Господ самиот ги испитува. Со други зборови, ако сакате да добиете чисто сребро и злато, прво треба да ги ископате, а потоа да ги прочистите низ оган. Кога се подложени на висока температура, златото и среброто стануваат чисти од секакви метали кои биле дел од нивната смеса. На ист начин,
Господ ги прочистува неговите слуги. Кога дозволува да минат низ оган, тој го прави тоа не за да ги казни, туку за да направи нешто во нив. Апостолот Петар пишува за оваа идеја во првото негово послание, глава 1, стихови 6 и 7. Затоа радувајте се, макар што можеби сега ќе треба малку и да тагувате поради разновидни искушенија. Та вашата вера испитана да излезе подрагоцена од нетрајното злато, кое сепак се испробува преку оган, за пофалба и чест и слава, кога ќе се појави Исус Христос. Бог те испитува низ оган, бидејќи сака да те прочисти. Немој да го заборавиш тоа. Бог имаше одредена цел и намера, кога дозволи Јов да мине низ огнени искушенија. Истото може да се каже и за трнот во телото на апостолот Павле. Бог исто така имаше одредена цел кога дозволи првите христијани да бидат измачувани поради нивната вера. Таквите околности им помогнаа на верните да пораснат во верата и надежта во Господ. Еден од главните проблеми на дел од денешните христијани може да се опише со зборовите запишани во Второ Законие 32:15, каде пишува: И стана дебел Јешурун, дебел и тврдоглав, се згои, се здебели и прошири. Го остави Бога, кој го создаде, одстапи од Бога, Спасителот свој. Колку соодветен опис. Дел од верниците денес се дебели, но не мислам на нивниот физички изглед. Символички гледано, зборот дебели може да се однесува на тоа дека не се исполнети со Светиот Дух, туку со нивните желби, планови, идеи, задоволства и слично. Затоа Бог дозволува таквите да минат низ оган, за да ги прочисти од се што е спротивно на неговата волја. Пред некое време слушнав за една жена која се молела да порасне во верата и во богопознанието. Знаете што и се случило после неколку месеци? Била диагностицирана со рак. Знам дека на некој од вас ова може да ви звучи многу сурово и нелогично, но факт е дека Бог некогаш дозволува нешта кои не ни се допаѓаат, за во нас да направи некаква промена или да предизвика некаков раст. И јас имам диагноза рак и свесен сум дека Бог има одредена цел за таа ситуација. Тој не го дозволи тоа бидејќи ме мрази. Во тоа сум сигурен. Бог допушта да минуваме низ оган за да не прочисти. Но дали тоа прочистување на вистина ќе се случи, зависи од тоа како ние ќе реагираме кога сме во огнот. За жал, има луѓе кои, иако минуваат низ оган, сепак се остануваат исти, а некогаш и полоши од претходно. Како што можете да забележите, ова се навистина прекрасни стихови полни со духовни мудрости. Ке мораме да продолжиме со читање и обработка, за да можеме денес да ја поминеме целата глава. Слушнете што пишува во стих 6. Синовите на синовите се венец на старите, а слава за децата се родителите нивни. Внуците предизвикуваат огромна радост за бабите и дедовците. Така би звучал првиот дел од овој стих, ако го парафразираме. Главната тема на овој стих е потомството, кој е благослов од Бог. Јас сум многу благодарен на Бог за мојата ќерка, кој е еден од најголемите благослови кои ги имам во животот. Не велам дека нашиот меѓусебен однос е совршен. Таа лесно избувнува, исто како и јас. Но ако некогаш имаме некакво недоразбирање, знаеме како да се помириме и да си покажеме еден на друг дека се сакаме и почитуваме. Иако во многу аспекти сум далеко од совршен, сигурен сум дека и Емило што има ваков татко како мене. Изреката вели дека децата на децата се венец, или во некои преводи стои круна за старите. Јас имам неколку внуци и секогаш кога ги гледам или мислам на нив ми доаѓа да заплачам од радост. Не само тоа, туку некогаш и другите ги расплакувам кога зборувам за нив. Некој човек му рекол на својот пријател: "Дали некогаш сум ти покажал слика од мојот внук?" На што пријателот одговорил: "Не, и ти благодарам за тоа." Но моите внуци се поинакви. Тие се прекрасни деца кои се добро воспитани и кои го сакаат Господ. Соломон вели дека внуците се круната на бабите и дедовците, и од своје искуство можам да ви потврдам дека тоа е така. Малите деца се фалат со своите родители, но бабите и дедовците се фалат со своите внуци. Ке прескокнам неколку стихови. Забележете што пишува во стих 10.
Врз разумниот посилно действува прекор, отколку врз глупавиот 100 удари со стап. Овој стих ни кажува дека можеме да препознаеме дали луѓето се разумни или глупави врз основа на тоа како реагираат на укор. Интересен стандард, зарем не? Оние кои се разумни сваќаат дека не се совршени и дека кога некој ги прекорува, тоа е за нивно добро. Од друга страна, глупавите трпат казни и биење, а сепак не учат ништо. Соломон вели дека глупавиот може да добие и 100 стапови по грбот, а сепак нема да свати што е проблемот и каде треба да се поправи. Предпоставувам познавате луѓе кои многу добро се вклопуваат во описот даден во овој стих. Јас лично знам луѓе кои не буквално, но сепак добивале одредени удари, а сепак не се поправиле. Кога велам удари, мислам на некои животни околности поради кои поединецот страда и чувствува болка, а сепак не се менува, туку останува ист, а некогаш и полош. Библијата вели дека оние кои се безумни тешко учат. Знаете зошто е тоа така? Бидејќи сметаат дека немаат потреба да научат нешто или да се поправат. Проблемот со безумните е што мислат дека знаат се и дека нема потреба некој да ги учи. Токму тоа е причината поради која и 100 стапови по нивниот грб нема да имаат никаков ефект. Затоа, моje лично убедување е дека покрај тоа што треба да служат како поправно казнени домови, затворите исто така треба да бидат места каде луѓето ќе се учат на мудроста. Не гледам голема придобивка од тоа да затворите некој човек 10 години и потоа да го пуштите на слобода без при тоа да се обидете да го научите на патот на мудроста. Ако не стане мудар, тие години поминати во затвор нема да имаат голем ефект врз него. Стих 16. Што ќе му се пари во рацете на безумен за да купи мудрост, кога во него нема разум? Кога бев на факултет, познавав неколку млади луѓе, чии родители беа премногу богати, кои не требаше да одат на факултет бидејќи не сакаа да учат. Туку таму беа само зашто родителите ги натерале да одат. Тие се однесува безумно и без разлика колку и да беа богати, нивните родители не можеа да им купат мудрост и разум. Кога веќе кажав нешто против казнено поправниот систем во државата, ќе продолжам и ќе кажам збор 2 за образовниот систем. Сметам дека не треба од сите млади луѓе да се бара да завршат факултет. Мислам дека секој треба да има можности да се запише, доколку сака, но не и дека секој треба да се запише. Некои млади, едноставно, немаат доволно капацитет за да завршат квалитетно високо образование. Најверојатно токму поради тоа, образовниот систем станува се послаб за секој да може да биде дел од него. Соломон вели дека некои луѓе кои имаат многу пари и богатство, и иако тие ресурси можат да им користат во голем број секојдневни ситуации во животот, кога станува збор за мудроста, разумот и знаењето, парите немаат голема вредност. Човек може да купи диплома со пари, но не може да купи знаење. Човек може да купи Библија со пари, но не може да ја купи мудроста. За да расте во разумот, знаењето и мудроста, потребно е да се понизи, да признае дека не знае и дека има потреба од Бог. Бог им дава мудрост само на понизните. Стих 17. Пријателот сака во секое време и како брат ке се јави во време на неволја. Што мислите, кој библиски лик се вклопува во описот на овој стих? Јонатан, синот на првиот израелски цар Саул. Јонатан беше многу близок пријател на царот Давид и беше подготвен и својот живот да го положи за него. Татко му, Саул, сакаше да го убие Давид, бидејќи го гледаше како конкуренција за престолот на Израел. Но Јонатан знаеше дека Бог одбра Давид да биде следниот цар, па затоа беше подготвен да му работи на татко му зад грб, се со цел да го зачува животот на Давид. Мудроста вели дека вистински пријател сака во секое време и помага во време на неволја. Тоа е еден од начините на кои можете да препознаете дали некој ви е вистински пријател. Немојте само да ја верувате на личноста на тоа што го кажува, туку обрнете внимание на нејзините дела. Дали е тука за вас во време на неволја? Ако е, тогаш таа личност ви е вистински пријател. Стих 21. Кому се родил глупак, тешко нему. За таткото на безумен нема радост. Оваа идеја се повторува неколку пати низ книгата Изреки,
само е дефинирана на поинаков начин. Таткото кој има паметен син се фали со него каде и да оди. Но ако неговиот син е глупав и непослушен, ако е неранимајко и некој кој е мрзелив, таткото нема да сака да зборува за него пред семејството и пријателите. Еден мој пријател има 2 сина. Еден од нив е добар проповедник и мојот пријател постојано зборува за него. Од друга страна, речиси никогаш не сум слушнал да каже нешто за другиот син. Не знам зошто, ама сигурно има причина. Стих 22. Веселото срце е благотворно како лек, а паднатиот дух коски суши. Денес има голем број луѓе кои се болни. Нивната болест е поврзана со срцето, но не мислам на срцето како орган во телото, туку на срцето како центар на нивното духовно битие. Оние кои немаат радост и кои се паднати, имаат сериозен проблем со срцето. Бог сака да имаме весело срце. Бог сака да се радуваме и се надевам дека христијаните ќе научат што повеќе да се радуваат. Бог ни заповедал да се радуваме и ако не го правиме тоа, ние всушност живееме во непослушност кон Него. Знам дека во овој свет има многу проблеми и некогаш поради нив ни е тешко да имаме весело срце. Но срцето треба да е весело, бидејќи Бог не сака и не спаси. Стих 23. Не се прави патиштата на нечестните, што земаат подкуп. Тие го искривуваат патот на правосудието. Митото и корупцијата се проблем помеѓу луѓето уште од времето на Соломон. За жал, тој грев се уште не е искоренет. Стих 28. И безумниот кога молчи, за мудар го сметаат. И кој ја затвора устата своја, за разумен го сметаат. Како што можете да забележите, мудроста повторно нуди совети во однос на јазикот, односно зборовите кои излегуваат од нашата уста. Луѓето некогаш мислат дека другите ќе ги сметаат за паметни, ако постојано зборуваат и ако покажат колку знаат, колку се начитани и информирани. Но мудроста вели дека разумот не е само во зборувањето, туку во тоа да се препознае погоден момент за зборување и погоден момент за молчење. Нека ни даде Бог мудрост да знаеме кога да зборуваме, а кога да молчиме. Тука ќе го завршиме денешното проучување, со кое ја обработивме глава 17 од книгата Изреки. Се надевам дека ќе ни се придружите и следниот пат. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Nis Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.